Пристигна новиот Fantastic Four филм. Први детали за продолжението на анимираната серија Аватар и го добивме првиот постер за другата Аватар франшиза кој што се вика Avatar Fire and Ash. Добре дојавте во Гиковски неделник со Марио, на дебели гикови, овозможено златен даб. Официјално после долги обиди кои што никој не сака да ги коментира, или полобро да се каже разочарувања, добивме Fantastic Four филм кој што навистина вреди да се гледа и навистина вреди да се оди во кино да се гледа тој филм. Дури јас бев на премиера да го гледам новиот Fantastic Four филм и искрено сум многу задоволен од како филм гледав. Приказна феноменална, актери, карактери феноменални. Марвел навистина прекрасно ја почнуваат фаза 6. Една од најпознатите анимирани серии некогаш направени, Avatar The Last Airbender, конечно го добива своето ново продолжение, кое што ќе се вика Avatar Seven Havens. Иако серијата одамна најавена, ги добивме првите детали кои што се поврзани за неа. Ќе има 26 епизоди поделени во 2 сезони, се враќаат оригиналните креатори на серијата. Најинтересниот детал што го добивме е стилот како ќе личи серијата и изгледа многу детски, ама многу кјут. Ако Last Airbender изгледаше многу добро, ама постар стил, The Legend of Korra изгледаше малце поново, ова е малце по-детски. Да преминеме на другата Аватар франшиза, го добивме првиот постер за следниот филм што се вика Avatar Fire and Ash. Според постерот и неколку слики што ги добивме од магазинот Empire, може да видиме дека следниот филм на Аватар изгледа малце така покрвав, малку поише ќе има борби, војни. Но сакам да ве прашам, фанови сте уште на Аватар? Или доволно ви беше само првиот дел, не мора 5-6 колку и да ги прават? Добивме прв трейлер за Battlefield 6, па протекува многу геймплей видеа, па многу други работи протекува. Зошто ова го кажам баш така разочарувачки, буквално никој више не се замара со Battlefield франшизата. Според мене, Battlefield франшизата сгасна уште одамна. Исто сакам да ве прашам, треба да збориме за новата South Park епизода? Не мешаме ништо политика, само интересно е што после новата South Park епизода, која што беше многу контроверзна, продукцијата доби енормни пари, кои што на South Park ќе помогна да прави многу поише сезони, но и многу добри анимирани серии ќе се вратат. И како за крај, сакам да кажам два збора за новата Donkey Kong Bonanza игра за Nintendo Switch 2, која што моментално е мега хит на Nintendo. Немам премногу изиграно ова, можеби некој десетина часа само, но ви препорачувам да го сакате, брза игра за уживање, кршење све пред вас, Donkey Kong Bonanza. И како што знаете, оваа рубрика е овозможена од Златен даб, кој што за овие пеколни горештини е најдоброто нешто. На здраве, дечки!